Најпрвен сакам да му се обратам на македонскиот народ, кој што и по сите уцени и закани на денот на референдумот остана на својот став и остана во одбрана на уставното име на Република Македонија. Скандалозниот предлог за почеток на промена на уставот на Република Македонија, кој што го добивме како пратеници во Собранието на Република Македонија, иако овдека сите велите декларативно дека произлегува од волјата на граѓаните на Република Македонија, која што ја дале на референдумот на 30 септември, можам слободно да кажам дека вие само декларативно изразувате дека тоа е волјата на граѓаните. Во суштина вашиот предлог, кој што стигна во Собранието на Република Македонија, нема ниту една точка која што се поврзува со самиот референдум, а тоа значи дека самите си признавате дека овој референдум е неуспешен. И ви благодариме што пративте таков допис со кој што декларативно потврдувате дека референдумот од 30 септември 2018 година е неуспешен. Исто така, согласно процедурата која што е воспоставена досега, кога станува збор за предлог промена на уставот на Република Македонија или амандмани за промена на членови на уставот, секогаш оваа постапка ја води министерот за правда. Овој пат имаме исклучок, а тоа значи конечно некој од Социјалдемократскиот сојуз признава дека овој договор е штетен за македонскиот народ и затоа министерката не се одважи да дојде и да биде иницијатор за промена на уставот на Република Македонија. Додека овдека декларативно зборувате дека ова е единствената шанса кој што македонскиот народ ја има за да може да успее да биде дел од европското семејство и да биде членка на НАТО, во исто време, каменос во Вашингтон, на средба кај Вес Мичел, државниот секретар за евроазиски прашања вели: знам дека договорот во Република Македонија, во Собранието на Република Македонија нема да биде ратификуван. И бидејќи знам дека овој договор ќе пропадне, имам втор план. Имам алтернативен план, кој што ќе ги има истите геополитички цели, како и Преспанскиот договор, но нема да зафаќа делови кои што се однесуваат на името на земјата. Уште еднаш повторувам, додека вие овдека декларативно зборите дека Македонија нема друга шанса, во исто време на средба во Вашингтон вашиот политички сојузник велува сосема нешто друго. И дека тука ние декларативно велиме дека овој референдум е успешен и дека македонскиот народ си го кажал своето на референдумот, во исто време службениот весник на Република Македонија ја објави одлуката. Референдумот на 30 септември 2018 година е неуспешен. Имам прашање до Социјалдемократскиот сојуз. Ако утре излеземе на избори, дали ќе одите со паролата гласајте за нас? Го продадовме името на Република Македонија, проекти немаме, ништо не сработивме, но во иднина може да ја продадеме државата и во иднина може да ги продадеме вашите домови. Тоа е единствената парола во која што Социјалдемократскиот сојуз може да настапи ако утре би имали избори. И како што се скандалозно се случува во оваа држава од моментот кога Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, така и одлуката за овој срамен референдум, кој што знаевме дека ќе биде неуспешен, референдум кој што потроши многу државни пари, народни пари, за кој што очет се уште немаме и како е тргната работата, очет нема да имаме. Овој договор за мене уште од самиот момент на потпишувањето е неважечки, бидејќи не е испочитувана ниту една правна процедура
ниту еден закон во Република Македонија не е испочитуван, ниту Уставот на Република Македонија. Именно согласно Законот за склучување и ратификација и извршување на договорите, на меѓународни договори, во член 3 вели: единствен кој што е овластен да потпише договор во името на Република Македонија, кога станува збор за меѓународен договор, е председателот на Република Македонија. Сакајќи Социјалдемократскиот сојуз да избегне институцијата председател на Република Македонија, потпишува срамен договор, кој што го потпишува министерот за надворешни работи, иако согласно Уставот на Република Македонија, член 119 од Уставот и член 3 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, министерот за надворешни работи нема правен основ да потпише ваков меѓународен договор. Да не збориме за процедурата во Собранието на Република Македонија. Повторно се става европското знаменце, се кршат европските процедури за работа, се воведува ЕПП број кој што Европската Унија не го познава. Тоа е Европскиот број 2018.1200.7576. Слободно македонските граѓани може да го побараат, но ваков број нема да најдат. Понатака, во член 135 од Деловникот за работа на ова собрание постои процедура која што вели, процедура точно дава објаснување кога европско знаменце може да биде ставено европското знаменце кога се работи за документ од Европската Унија. Повторно, владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија кршат процедурата ставајќи го европското знаменце. Понатака, доколку ова одеше во редовна постапка, овој закон ќе беше во Комисијата за надворешни работи. Затоа постои одлука која што е објавена во Службен весник број 64 од 31.5.2017 година, каде што се наведени декларативно сите активности кои што ги има Комисијата за надворешни работи, меѓу кои и да одлучува за меѓународни договори склучени во името на Република Македонија. И нели продолжувајќи во духот на добрата верба и работа во рамки на ова собрание, пратениците во 3:13 минути добија порака дека собранието во 3:30 ќе заседава и ќе одлучува по однос на распишување на референдумот. Ама тоа е се во духот на почитување на правото и правната држава во Република Македонија. Референдумското прашање. Член 15 став 4 од Законот за референдум. Прашањето мора да биде прецизно формулирано, недвосмислено и јасно да се изрази волјата на Република Македонија. За ова имаме потврда и од Венецијанската комисија, на која што вие многу пати се повикувате. Нашето прашање, референдумското прашање, имаше најмалку 8 варијанти. Понатака, кога веќе нели стигнавме до делот дека договорот постои, го замајувате македонскиот народ дека овој референдум бил за влез во Европската Унија и НАТО. Па би сакал да ве потсетам. Прво, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер на 5.10 изјави, држејќи обраќање во австрискиот парламент: вратите на Европската Унија се затворени за прием на нови членки до 2025 година. 2025 година е најрано кога земја може да влезе во Европската Унија, а при тоа само напоменува дека единствени земји кога тогаш би влегле во Европската Унија се Србија и Црна Гора. Македонија ја нема на планот како дел од европското семејство до 2025 година. Истото ова го порача и Пахор. Треба да бидете свесни, да престанете да го лажете и манипулирате македонскиот граѓанин и да излезете јасно да кажете дека референдумот во Република Македонија имаше една цел: да се промени уставното име на Република Македонија.
Истото ова го потврди и Државната изборна комисија, кога наведе дека овој референдум е референдум за промена на уставното име на Република Македонија и доколку би имале референдум, би имале шанса да влеземе во Европската Унија, ние повторно треба да распишеме референдум. Бидејќи ако не го знаете, да ви го прочитам и член 120 од Уставот на Република Македонија, каде што вели дека одлука за стапување или стапување од сојуз или заедница со други држави ја донесува собранието со двотретинско мнозинство гласови. Одлуката е усвоена ако на референдум гласале мнозинството од вкупниот број на избирачи. Тоа значи дека цензусот кој што вие си го поставивте за референдумот на 30 септември е многу поразличен од оној цензус кој што треба да биде при евентуален влез во Европската Унија и НАТО. Ако земеме да го анализираме овој договор, можеме да кажеме слободно дека првен овој договор е договор со кој што Република Македонија сама врши капитулација пред останата друга држава. Не условуваат со името на државата, ниту со име кој што сме примети во Обединети нации. Вели втората страна, како ние да сме безимени, како да немаме име. Не постои друг договор кој што е склучен помеѓу две земји, каде што едната земја не се наведува со незиното уставно име или со име кое што хипотетички, односно име кое што го користи под некоја привремена референца во некоја меѓународна организација. Има многу обрски кои што произлегуваат за втората страна, кои што нели сите ние толкуваме дека тоа е Република Македонија, бидејќи нигдека не пишува дека е Република Македонија, а скоро никакви обрски не произлегуваат за првата договорна страна. Никаде во договорот, ако земете добро да го анализирате, не стои како ќе не именуваат. Ама заради тоа, во исто време, додека се случуваа сите овие работи, пратеничката на Нова демократија Марија Спираки, која што беше присутна во ова собрание, кажа: Република Македонија не ги исполнува копенхашките критериуми и не е подготвена да ги започне преговорите и не го прифаќаат постоењето на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Истото ова пратеничката на Нова демократија го изјави точно во оваа сала, од кај што денеска колегите од Социјалдемократскиот сојуз се обидуваат да не убедат колку овој договор е добар и е битен за опстанокот на Република Македонија. Понатака во овој срамен договор стои задолжителна ратификација во Македонија, а не и ратификација во Грција откако ќе се смени уставот на Република Македонија. Што може да значи дека Македонија може да направи се и на крај Грција да каже дека втората договорна страна не го почитувала духот на договорот и дека овој договор е неважечки. Референдумот е битен и важи само за втората договорна страна, но не важи и за првата договорна страна. Промената на уставот е битна за втората договорна страна, а не и за првата договорна страна. Првата страна може и да не ја почитува оваа спогодба, бидејќи може да каже дека втората страна не ја почитува спогодбата во духот како што била договорена и со тоа првата страна да ја повлече, а ние веќе хипотетички и уставот да го смениме. Втората страна се откажува дека историски постоела како држава, што не важи и за првата договорна страна. Втората договорна страна се откажува од историското и културно наследство и се ограничува само на денешната територија на Република Македонија. Се откажуваме од македонското малцинство. Втората договорна страна се откажува од користењето на символи кои сметаат на првата страна, но исто така и во иднина може да и сметаат. Но ова не се однесува и на првата договорна страна и при тоа не дава објаснување за еленската историја и цивилизација. Надлежен суд во случај на спор е меѓународен суд за правата во Хаг, а првата страна и во овој момент не ги почитува сите незини пресуди.
Зарем верувате дека толку многу отстапки направила Република Македонија во споредба со Грција и верувате дека и понатаму Грција ќе продолжи да не почитува како што не почитувала и до сега? Мислам дека многу се лажете. Понатака, постојано велите дека во рамките на Европската Унија здравството било бесплатно, образованието било бесплатно, па за време на кампањата имавме не знам колку билборди, бесплатно здравство, бесплатно образование, а цел дел од Грција се наоѓа во Гевгелија на бесплатни здравствени прегледи кои што се извршуваат таму, бидејќи нели здравството во рамки на Европската Унија е бесплатно. Понатаму велите дека образованието е бесплатно, а тука сме сведоци на не знам колку безброј познати или непознати имиња кои што добиваат високи стипендии за да се школуваат во Европската Унија. Почитувам премиер, добро е да што вака дофрлувате од место. ВМРО ДПМН не е и никогаш не било против влез во Европската Унија и НАТО. ВМРО ДПМН има една и единствена цел, да ја зачува унитарноста на Република Македонија, зачувувајќи го уставното име Република Македонија. Понатака, ако добро го читате договорот, понатака вика дека овој договор во евентуален референдум, колега, ако сакате нешто паметно да кажете, пријавете се и јавете се одговорница да зборите. Понатака, ако го читате договорот, вели дека по евентуален референдум во втората договорна страна, овој референдум, односно овој договор ќе биде валиден почитувајќи ги два принципи. Зависи од успешноста на референдумот на втората договорна страна. Да си признаеме, Република Македонија на 30 септември имаше неуспешен референдум. Тоа значи дека едно од двата услови таксативно наброени во овој договор веќе се прекршени и овој договор, како што кажав, иако беше ништовен од самиот почеток, со секој нареден чекор потврдува дека овој договор не е веќе валиден. Понатаму, и ова го пишува точно во член 2 став 4 од договорот. И тука колешката вели сте имали успешен референдум, од тие што излегле 36% од целата територија на Република Македонија, повеќето кажале дека биле за да се смени името на Република Македонија. Колешке, ако не пуневте култиите, ако не правевте терор на вработените по јавните институции, вашиот референдум немаше да има повеќе од 25% излезност. Ама тоа не е наш, колега. ВМРО ДПМН овој референдум кажа. ВМРО ДПМН стои на ставот. Референдум да за потребата на влез во Европската Унија и НАТО, но не и за промена на уставното име. Понатака, ако веќе сакаме да дискутираме на вакви теми, многу ме интересира, бидејќи овдека никој не се одважува во ова собрание да каже дали анкетната комисија која што е побара ВМРО ДПМН и коалицијата ќе се дозволи да се формира во ова собрание или не. Нема да се формира. Тоа е уште еден доказ за целата манипулација која што се направи за време на референдумскиот ден. Не дозволувајќи да се формира анкетна комисија, не дозволувате да се формира анкетна комисија, бидејќи се плашите дека целата прљавштина што е направена околу референдумскиот дел ќе излезе на виделина, целото полнење на кутии, неважечки гласови, запишување, односно на избирачки места каде што имаше повеќе избирачки ливчиња во кутијата отколку запишани гласачи во избирачкиот список и така натаму, но исто така се обидувате и бегате да дадете отчетност каде се потрошени народните пари за овој неуспешен референдум. И уште еднаш, само да ви повторам, дека член 73 од Уставот на Република Македонија е јасен. Одлуката на референдумот секогаш е задолжителна. Тоа значи дека имавме неуспешен референдум и ниту еден пратеник во собранието на Република Македонија нема право да гласа за уставни промени. Благодарам.